Регионални вести на телевизија КИС за 10 април вторник. 46 годишен жител на Лакавица починал откако бил приклештен во багерот со кој копал канал. Маж починал додека работел на ископнини. Вчера околу 14 часот и 10 минути во непосредна близина на горната џамија во гостиварското село Беловиште, 46 годишен жител на Лакавица со работна машина багер копал канал за поставување на канализацијски цевки, соопшти СВР Тетово. Сакајќи да изврши поправка на машината, во еден момент влегол помеѓу предниот и задниот дел на истата и од засега непознати причини бил приклештен во градите, од што починал на самото место. Веднаш е пренесен во гостиварската болница, каде е констатирана смрт. Јавен обвинител и екипа на полициската станица Гостивар извршиле комплетен увид, додека безживотното тело предадено е за обдукција. Се работи на расветлување на причините, околностите во кои се случила несреќата и се друго. Од останатите информации од билтенот на СВР Тетово, семено насилство и кражба на златен накит во Гостивар. Полицијата пронашла 7 најлонски пакувања со хероин кај жител на Нераште. 30 годишна гостиварка вчера пријавила семејно насилство од нејзиниот 32 годишен сопруг, со кого веќе подолго време имале нарушени односи, соопшти СВР Тетово. Дента околу 14 часот и 30 минути таа посакала да замине кај нејзините родители, а кога заминала сопругот телефонски се јавил да се врати назад. Покусата меѓусебна вербална расправија тој со тупаница ја удрел по лицето, пошто физички го нападнал и татко и кој во меѓувреме бил повикан да дојде. Удирајќи го по глава го турнал во изложното стакло од неговиот локал, при што таткото здобил расекотина на десната нога. Пријавениот лишен е од слобода и задржан во полициската станица Гостивар за целосно расчистување на случајот. Како што соопшти СВР Тетово, 31 годишна гостиварка вчера пријавила кражба на златен накит во нејзината куќа, која се случила околу 14 часот, а во која била инволвирана српска државјанка, инаку блиска роднина на пријавителката. Српската државјанка го искористила кусото отсуство на домаќинката и од фиока во биро одзела повеќе парчиња разновиден златен накит во вкупна вредност која се проценува на 30.000 денари. Набрзо пријавената лишена е од слобода и задржана во полициската станица Гостивар, а одземениот накит е пронајден и вратен е на собственичката. Српската државјанка се сомничи исто така дека и претходно кон крајот на минатата година извршила кражби на златен накит кај нејзини роднини во Гостивар и Новосело. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово вчера околу 16 часот и 30 минути на улицата Иво Лола Рибар во Тетово затекнале 39 годишен жител на село Нераште и при преглед во кутија од цигари пронашле 7 најлонски пакувања со хероин, соопшти СВР Тетово. Пакувањата му се одземени, фотодокументирани и ќе се вештачат, а лицето е лишено од слобода, задржано во полициската станица Тетово и по расчистување на случајот ќе се соочи со поднесок. Во Гостивар започна пролетното уредување на зеленилото низ парковите и другите јавни површини. Надлежните со апел зеленилото да се чува и да не се фрлаат отпадоци насекаде. Јавното претпријатие за паркинзи и зеленило ги отпочна активностите за пролетно средување на јавните зелени површини во Гостивар. Работници од службата задолжена за одржување на зеленилото се распоредени на различни локации во сите делови на градот и работат на косење на тревата, пошто ќе се засадуваат дрвца и цвеќиња. Ова годишно време може да се нарекува дека е годишно време на нашето предпријатие, бидејќи во ова годишно време има повеќе работа, значи сега средуваме све со зеленилото, се коси секоја зелена површина и се чисти. Планираме да сееме цвеќе и декоративни дрва. Апелот е да се чува што повеќе зелените површини, да не се фрла насекаде. Освен во парковите и површините пред колективните стамбени згради, активности за хортикултурно уредување се спроведуваат и на кружните текови и зелените појаси долж булеварите. Во меѓувреме течат и работите за целосно уредување на големиот градски парк,
каде по завршување на подготвителните активности ќе бидат засадени нови дрвја. Колку пари ќе потроши предпријатието за пролетното раззеленување на Гостивар ќе се знае по завршување на акцијата. По повод Меѓународниот ден на ромите, денес на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово беше организирана дебата на која се анализираше моменталната состојба на ромите во Македонија. Дебата на која се анализираше моменталната состојба на ромите во Македонија беше организирана денес на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Ова е завршна активност на невладините организации Сонце и Романо Авази по повод Меѓународниот ден на ромите. Говорници на дебатата беа универзитетски професори, активисти и студенти. Во 1981 година представници повеќе држави учествување на првиот светски конгрес одржан во близина на Лондон, каде се оформи Ромската унија, со цел да се подобри социоекономската положба на ромите ширум Европа. Исто така и за заеднување на ромскиот идентитет и движење како и борба против говорот на омраза, расна дискриминација и сегрегација. На овој датум се донесени и значени сегменти во ромската историја. Во една најзначаен сегмент е терминот ром, каде што официјално беше донесено што во превод значи човек, како и сите други. Исто така во конгресот се донесува и други битни одлуки, како што се одлука за ромското знаме, каде сината боја го символизира небото, исто така зелената боја го символизира земјата, тркалото го символизира црвеното тркало го символизира прогонството на ромите. Исто така покрај ова е донесена и химната за ромите, односно ромската химна Джерем Джерем, што во превод значи Одан Одан. Нашата цел за која ние денес го поканивме е покрај одбележувањето на овој ден сите заедно да се спротивставиме на предрасудите и стереотипите и подигнување на свеста и почитување на основните човекови права и слободи на сите граѓани во Република Македонија и ширум светот. Дискриминацијата на ромите е застапена во повеќе сфери од општественото живење и секој треба да се заложи за надминување на ваквата состојба, велат активистите за борба за правата на ромите. Положба на ромите во светот моментално и во Македонија мислиме дека не е доволно застапена во секоја сфера и сметаме дека тоа треба да се смени и како невладин сектор и како студенти се трудиме тоа да на некаков начин да помогнеме за да подигнеме и свеста на ромската заедница и од другата страна секако. Пред се може да најдеме дискриминација што е индивидуална дискриминација, што може да биде потешка дискриминација, она што е институционална дискриминација, каде што самата институција ги дискриминираат на некаков начин ромите, било тоа здравство во локални самоуправи и така. Ваквата ситуација сметам пред се треба да биде индивидуална, каде што секој ром активист и невладиниот сектор да може да почне да поработи на ова проблематика и на некој начин да се превземат мерки со тоа што ќе се намали бројката на дискриминирани луѓе во Република Македонија. Инаку во текот на изминатата недела 8 април денот на ромите беше одбележан со повеќе активности, како мировен марш, при што беше поставено ромското знаме пред општина Тетово, турнир во мал фудбал и крводарителна акција. По повод 77 годишнината од одржувањето на партиското советување конференција на тетовските комунисти во куќата на семејството на народниот херој Ѓоце Стојчевски амбарче во Тетово, денес се одржа историски час. Присутните на одбележувањето уште еднаш се потсетија на значајноста на настанот од нашето историско минато. На 10 април, на денешен ден, во овие просторие одржано партиското советување. Советувањето го свикал местниот комитет на Комунистичка партија Македонија Тетово, предводено од неговиот секретар Ѓоце Стојчевски. И на него биле присутни сите секретари на партиските чели и сите поистакнати комунисти од Тетово. Советувањето е одржано
во воденицата тука, основен и битен заклучок од состанокот е единствен став за непризнавање на окупацијата на земјата и продолжување на борбата во новосоздадените услови. Организирањето ново советување во првите денови на окупацијата представува настан од големо значење за Тетово и пошироко. Ова поради фактот што една млада организација и младо раководство изнајдоа сили да го соберат партискиот актив на градот и да дадат оценка за ситуацијата. За споменатите и тоа дека веднаш по завршување на советувањето група партиски активисти предводени од Ѓоце Стојчевски влегуваат во судската зграда во Тетово, при што ја уништуваат судската архива и одземаат една пушка и една машина за пишување, кои потоа ги сместуваат во оваа куќа на народниот херој. А одбележувањето и учествувањето на ваквите значајни историски настани, датуми и личности од НОБ и подалечното минато представува пред се човечка, морална и цивилизацијска обврска и долг како кон сите сограѓани борци од Тетово и Тетовско, така и кон оние кои беа дел од големата антифашистичка коалиција, продолжи Тофиловски. Значи Македонија во антифашистичката војна даде 24.000 борци и Тетово 360 борци кои загинаа во таа војна. Од таа голема победа произлезе и слободна, самостојна, суверена, независна и демократска Македонија, која денес е член на Обединетите нации, а се надевава дека во скора иднина ќе стане и постојана членка на НАТО и Европска унија. На крајот од одбележувањето беше прочитано и последното писмо што народниот херој Ѓоце Стојчевски го напишал неколку дена пред својата трагична смрт. Сигурно слушате за нашите борби со бугарите и германците и ударите што им ги нанесуваме. Верувам дека сте убедени од е блиска слободата и победата над германците. Не е чудно Тетово, Гостивар, па и цела Македонија за еден месец да бидат слободни, а јас за Митровден да бидам дома. Ви испрачам малку чај, зашто друго немам, зашто ние не сме печалбари, току војници. Сепак, поубава печалба од слободата нема. Таа најубава печалба за Македонецот, слободата, Ѓоце не ја дочека. Загина само 2 месеца пред ослободувањето на својот роден крај. На одбележувањето на денешниот значаен датум од историското минато присуствуваа и членови од семејството на Ѓоце Стојчевски Амбарче, представници од организации на борци, граѓани, како и ученици од неколку основни училишта. Дел од нив добија и благодарници за нивното учество и поддршка на овој настан. Најмногу по 4 часа дневно ќе имаат децата од 1 до 3 оделение, предвидува новиот предлог закон за основно образование. Децата веќе нема да одат на училиште во сабота, бидејќи новиот закон ќе предвиди наставата да се остварува од 175 до 180 наставни дена. Предлог документот ќе биде еден месец на јавна расправа. Според министерката Рената Дескоска, целта е законот да биде донесен пред почетокот на новата учебна година. Престојната сабота, 14 април, ќе биде работна за училиштата. Учениците во основните и средните училишта ќе одржуваат часови според распоред од петок. Ова е последната сабота што ќе се одработува за оваа учебна година, односно четврта сабота во цела учебна година која мора да биде одработена. За 7 српски државјани, меѓу кои 9 мина обвинети за убиството на американецот Бакари Хендерсон на грчкиот остров Закинтос, во обвинителниот акт се бара до животен затвор. Истрагата утврдила оти младиот човек починал 11 секунди по удар со нога во главата. Во заклучокот на судијата се вели дека младиот американец бил нападнат со намера да биде убиен. Инаку лани во јули 22 годишниот американски државјанин Бакари Хендерсон беше убиен на Закинтос по караница за девојка.
Јулија Скрипал, која со својот татко Сергеј, поранешен руски шпион, беше отруена со нервен газ во Британија минатиот месец, денеска излезе од болница. Била префрлена на безбедна локација. Откако Јулија Скрипал беше пуштена од болница, представничка на таа здравствена установа и се обрати на медиумите и кажа дека Сергеј Скрипал е во подобра состојба, иако е со повеќе последици во однос на својата ќерка, како и тоа дека наскоро и тој ќе биде пуштен од болница. Рускиот вице-премиер Аркадий Дворковиќ изјави денеска дека новите американски санкции врз некои руски компании создале неизвестност за сите инвеститори. САД во петокот воведува санкции за 24 руси, меѓу кои има и владини представници и олигарси, како и за 14 компании. Русија соопшти дека ќе ги поддржи компаниите погодени од новите американски санкции. Околу 1600 припадници на Националната гарда на САД почнаа да се распоредуваат на американско-мексиканската граница, потврдија денеска властите на сојузните држави Тексас, Аризона и Ново Мексико. Се очекува да пристигнат уште дополнителен број припадници на гардата, како дел од мерките на властите за справување со илегалната миграција. Основачот на Facebook Марк Зукерберг се соочува со најголемиот тест на својата кариера како извршен директор на мегапопуларната социјална мрежа. Во фокусот на двете маратонски сослушувања во Конгресот на САД и скандалот со компанијата Cambridge Analytica, која што злоупотреби податоци на 50 милиони корисници на Facebook за да изготви психолошки профили и да манипулира со гласачи преку реклами и пораки. Од Зукерберг се очекува да го образложи методот за заштита на приватните податоци, но и причината зошто наместо нив весник открил дека бил направен упад во системот на неговата компанија. Напуштена кула во Данска висока 53 метри се сруши во обратен правец од планираниот и тотално уништи зграда во која имало библиотека и музичко училиште. Според она што го пренесе порталот Локал Денмарк, за среќа нема повредени. За рушењето биле искористени 10 килограми експлозив. Кулата требало да падне на местото наменето за рушење, но погрешка паднала на зградата. Истрагата е во тек. Денес имавме сончево време, дуваше слаб до умерен јужен ветер. Утринската температура се движеше од 4 до 9 степени, а дневната од 16 до 22 степени. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, времето утре ќе биде умерено облачно, а попладне облачноста ќе се намалува. Утринската температура ќе се движи од 5 до 10 степени, а дневната од 18 до 23 степени. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешните регионални вести. Пријатно!